Воедножичен и ударен инструмент, пијаното или клавирот е еден од најграндиозните инструменти. Иако изгледа елегантно и мирно, внатре во пијаното владее огромна сила. Челичните жици се затегнати со вкупна сила од околу 18 до 20 тони, а кај концертните модели дури и до 30 тони. Се состои од над 12.000 делови, од кои 10.000 се подвижни. Секој пат кога ќе притиснете клавиш, се активира низа од дрвени лостови и филцни чеканчиња кои удираат во жиците со неверојатна прецизност. Во западната музика, пијаното може да се користи за солистичка изведба, за камерна музика, за придружба, како помош при компонирање и на пробите. Првите специфични композиции за овој инструмент се појавиле околу 1732 година. Меѓу нив се издвојуваат 12 сонати за пијано на Лодовико Џустини. Од тогаш многубројни се композиторите кои создавале дела за пијано, а во многу случаи и самите тие биле пијанисти. Се истакнуваат фигури како Фредерик Шопен, Франц Лист, Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен, Клод Дебюси или Петар Иличек. Пијаното е најрепрезентативниот инструмент на музичкиот романтизам и статусен символ во општеството во 18 и 19 век. Пијанистот прави жиците на пијаното да произведат звук кој ќе ги наполни концертните сали, но и срцата на тие што го слушаат. Постојано вежбање, максимални посветеност и страст, љубов кон она што е еден од поубавите изрази на чувствата, односно звукот на пијаното. Една врвна уметница, пијанистка и професорка по пијано е вечерва со нас, Даница Стојанова. Даница, добре дојде во Трафика. Ви благодарам на поканата, комплименти за Трафика и после ова прекрасна интродукција, не знам ја што би зборувал. Имаш што да зборуваш. Да. Имаш многу. Преубава најава и за инструментот пијаното и ви благодарам за уште еднаш за поканата во ова прекрасно студио во Трафика. Вака, ќе почнем од почеток, ќе те вратам во основно образование, кога во основното музичко училиште Боро Џони во Струмица со професорката Софија Вета почнуваш да свириш пијано, средно училиште во Илија Николовски Луј во Скопје во класата на професор Снежана Пановска, но соработуваш и, ќе ми кажеш и за тоа, со Душан Трбоевиќ и Јарбо Валма од Музичката академија во Белград. Мене, она што ме интересира, како едно мало девојче, толку мало, кажува дека сака и почнува да свири пијано, и дека може да свири пијано. И сакам да ми кажеш комплетно за твоите почетоци во музиката од детството. Па навистина, сега ако се вратам толку многу назад, тоа е од ова перспектива прекрасна приказна. До ден денес, која што ја живеам, пишувам, меѓутоа, точно како мало дете, понекогаш и ме фаќа еден страв. Колку сум била во тоа време храбра и одлучна, а денес, во овие години или одминати, се водушевувам на таа храброст, на тоа мало дете. Не дека патот бил секогаш полјан со рози, бил и трновит, но секогаш успешен и на страната на добрината, и на успешноста, и на страната на уметноста. И сега, од каде да почнам? Значи, во мојата фамилија, татко ми Васил Стојанов Чурлино, за оние што не знаат, беше добар пријател на Шпато и многу добар тромбонист во ревијалниот џез оркестар Македон Астибо во Штип.
Во нашата куќа, во континуитет од деца, значи, растевме со музички звуци. Татко ми многу сакаше джез и јас растев со тој стил на музика, меѓутоа, опозит на тоа, мајка ми го поддржуваше во таа музика, таа пак сакаше многу, ја сакаше македонската народна, фолклорна песна. И се она што е архаично, да кажам, како песна. Секако во тоа време се подразбира од татко ми дека ќе ме запише во училиштето Боро Џони, затоа што беше и многу добар другар, сопругот Алфред Врета на мојата учителка, тогаш на Софија Вета. И така јас почнав во музичкото. Основно училиште Боро Џони, кое што на почеток првата слика кој ќе се сетам на Боро Џони, значи ќе ви кажам, влегувавме во еден ходник, не во училиште, како ходник затворен од ѕидови, мала градина, како да си во некое париско мало ќоше, мала градина, бистата на Боро Џони, неколку скали и влегуваме во зградата, во училиштето. Мало училиште. Тука од левата страна беше собата на директорот и веднаш десно имаше една просторија, кој ќе влезеш внатре имаше 1.000.000 папучи. Папучи? Да. И кондури. Значи, ги соблекувавме кондуриве, никако не влегувавме со кондури горе, да. Тоа ми е првата слика и сега ти со тоа што ме врати, мислам, тоа ми дојде како еден лајт мотив, баш убаво се ми е што се вратив толку многу назад. Горе беа училниците за идоле, се одвиваше претежно теоретската настава, а горе беа училниците да со инструменти. Така почна моето секојдневие во, да кажам, во тоа основно училиште, се додека на 12-13 години не се случи еден надпревар во Скопје и мојата учителка рече: Данче, ќе се спремаме за надпревар. Тука влета и Ирина Лазарова, наставничката, исто незина добра колешка, наша пријателка. И она рече исто: мораш, Данче, ќе работиме со тебе, нели? И така дојдов во Скопје. И веднаш после тоа се јавија кај моите, рекоја: вашата ќерка е многу талентирана, сметаме дека треба да продолжи средно музичко училиште во Скопје. Првото прашање на татко ми која рече: дали сакаш да одиш во музичко? Јас прво што помислив: леле, ќе си одам од Струмица, супер, како оној нешто гранде, во нови луѓе, нов живот, ново фантастично, музика, клавири, инструменти, нели, така разнобојност. Мислев дека ќе одам како овој, буквално направете си, еве, да кажам, компарација како Том и Џери, филмот кога оди Џери во Њујорк. Во Њујорк, така. Нели, па на крај кога одвајче, така, добро. И дојдов јас, мислам, секако се сложи, веднаш сакам да реков да, тато, сакам да одам, а зошто тој ми го постави тоа прашање? Затоа што и тој сакаше да оди музичко, меѓутоа во тоа време, знаете, беше малку потабуа теми и требаше да се заврши да бидеш доктор, електроинженер и така нешто. Баба ми и дедо ми стално на татко ми викале: ти треба да бидеш ова, она. И така, меѓутоа неговата љубов према музиката, вистинска и изворна, ми ја предаде мене и рече: повели, штафетата е твоја, продолжи во Скопје. И кога дојдов во Скопје, нели во Њујорк, и си мислев дека така се супер ќе биде, ова, она. И тука почна тежините на едно мало дете од 13-14 години. Иако покрај се, зошто? Затоа што јас морав да бидам сместена. Значи немав свој апартман, немав свој стан. Морав да бидам, да живеам сама или со другарките, или но немав инструмент. А како што рековте многу убаво во најавата, дека клавирот и секој инструмент, секој што е инструменталист и кој што сака да се бави и да ја негува музиката и да ја репродуцира,
тоа е поврзано со голема дисциплина и огромен труд. Не многу труд, огромен труд. Повеќе од многу. И што се случуваше? Тоа мало дете од 14-15 години знаеше да стане сабајле во 5,5 часот и да оди прва во музичкото училиште и да вежба. Се до 11-12 часот и тука ми се приспиваше, имаше една пауза, но добро, тоа се заборава, затоа што имаше прекрасни, преубави моменти во тоа вежбање, во тие утрински станувања, сум си фантазирала и така, мислам, од една страна тешко, од една страна да, љубовта секогаш ме вадела од тие, да кажам, па и носталгии за мојот дом, нели? Секако на таа во мојата фамилија, оти морам да кажам исклучително и покрај тоа што ние четворицата дома, јас имам една сестра Кристина, која што е исклучително талентирана, дури можеби музикална од мене, меѓутоа секогаш првото дете било као по-загрижен и така. Мислам, Кристина стара музичар или не? Не стана, знае да свири нешто клавир, меѓутоа не отиде во музичко. И сакам да кажам дека и покрај 4 лика, мајка ми, татко ми, сестра ми, јас сите тотално различни по карактер, имавме една исклучително голема поддршка преку љубовта. Ние просто зависни од љубов и еден така голема духовност од страна на мајка ми. И тоа секогаш ви кажам, како некоја носталгија ми беше како мала, но едноставно, како да кажам, и до ден денес имам таа носталгија, таа е присутна, но љубовта према уметноста и музиката победи и јас останав надвор од Струмица да ја градам својата музичка, да продолжам да ја градам својата музичка приказна, каде што во Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј влегов во класата на мојата најдрага и најмила професорка Снежана Пановска, која што денес твори и работи долги години во Куала Лумпур во Малезија. Потоа имаш преубава приказна, Даница, уживам. Иако се познаваме толку години, не сум слушнал се ова што ми го кажуваш сега. Да. Студиите по пијано ги заврши кај професор Јокот Михаилович во Србија и магистрира потоа на ФМУ кај нас на Факултетот за музичка уметност кај професор Евушка Трпкова. Предпоставам дека тоа зреење, тоа созревање си оди со огромната и преогромната, нели, преогромното вежбање. Кој дел од музиката или од свирењето е најтежок? Што е она што најмногу треба да се обрне внимание за да се свири добро пијано? Според тебе, нормално. За да се свири добро пијано. Добро, ќе одговорам и на тоа, меѓутоа би се навратила исто, ако веќе одиме по тој пат, го спомнавте и Јарбо Валме Душан Трбович, но ќе се вратиме после на тоа. Да. За да се биде добар пијанист, добар уметник, значи од мали нозе, секако најважната улога игра талентот, кој што е дар од Бога. Значи, тоа да не се, кога зборувам за талентирани деца, тоа се бисери кои што се посебни. Со големи, да кажам, вдахновенија во себе и поголема, поразлична духовност за разлика од другите, да кажам, не толку талентирани. Да, од генерацијата. Значи, секогаш се издвојуваат. Меѓутоа, талентот е ништо без добар процесуален, поддршка во процесот, поддршка од големиот ментор, би рекла, професор, односно учител. Имате учители, јас имав прекрасни учители, од кои што многу научив како треба и како не треба. Од тие што научив многу како треба им благодарам и на тие што научив како не треба исто многу им благодарам. На никого не се лутам. И се тоа на што го собрав со годините и уште собирам како знаење и умење, го пренесувам насекаде. Значи, прво во мојата фамилија, во
кај пријателите и секако кај моите студенти, кај моите ученици. Значи, како што на почетокот рече дека тоа е дисциплина, работа, љубов, кај едно мало дете мора, ако не се постави апаратот како што треба, талентот може да извира и да биде препознаен. Меѓутоа, течноста, техниката нема да е добра. Не, течноста на музиката нема да тече како што треба. И тоа најдобро ќе го видите преку компарација со еден солист, вокалист, со еден сопранист, со еден тенор. Кога ќе видите како пее, колку лесно. Тоа е единствениот природен музички инструмент, нели? Да. Ние така треба да пееме. Нашата рака буквално треба да пее како еден сопранист, како еден тенорист, басист и така натаму. И кога ќе гледате, например, на телевизија некој како свири, ќе кажете, леле, колку е лесно да се свири клавир. Нели? Многу е лесно. Таа едноставност, таа леснотија покажува дека тој уметник ја, освен дарот, талентот, ја има добрата школа во себе. Мислам, кај себе. Затоа што тоа е цела, прво треба да знаете анатомијата на раката, на вашето тело. Од јас кога бев мала, да кажеме, сега ќе се навратам, мојата професорка Снежана Пановска, ние многу патувавме. Јас имав навистина благословен пат и со неа, а и со моите родители, кои што не поддржуваа нормално, затоа што сето тоа требаше да се подкрепи некако, нашите патувања. И на своји 14-15 години многу често одевме во Белград на часови кај незиниот професор Душан Тербоевич, како и незиниот добар пријател Арбо Валдма. Великите тогаш професори од факултетот, Арбо Валдма што туку дојден од Естонија во Белград. И која ќе кажеше Арбо, Данче, на македонски ќе кажам, мислам да не го имитирам сега на Данче, значи тонот треба да дојде од малиот прст, да го донесеш, ножниот мал прст, до раката со пети прст, за да ја издвоиш мелодијата, а да не биде тоа истресено, исчукано. Каков мал прст, Боже, јас мислам, тогаш не сум ги, нели? Така, на таа возраст. Тоа со тек на време. Или Душан Тербоевич ќе кажеше, мала, стварно имаш диван звук, али дај овај зглоб. Не може така, као да правиш бурек да месеш, треба слободно. И имав прекрасни професори, пак ќе кажам, многу учев, за да после тоа, кога го завршив средното училиште, јас полагав во Белград, приемен, меѓутоа се вратив во Скопје, затоа што професорката Јокот Михајловиќ, слушнав дека почна да работи овде, тоа е исто едно одлично име, меѓутоа, кој ќе кажете Јокот Михајловиќ, јавно го кажувам веќе, тогаш може би мене ке ми беше страф, ама сега веќе сме, нели, возрастни, беше така асоциација за еден професор, би рекла, машки професор. Значи, челична во се. Да одиш кај неа ненавежбан или да не го знаеш текстот на памет, само вака ќе те погледне и ти можеш слободно да си ги земеш нотите и дали првиот прозор некаде врата да се сокриеш, да. Го осетив тој, да кажам, руски стил и начин и покрај тоа што ги сакам многу русите и нивната челична дисциплина и тогаш ја поддржував. Денес веќе сум променета. Мислам дека така не треба многу. Но пак и од тоа, пак ќе кажам, се учи, нели? И така доста патував, имаше и надпревари во тоа време доста, па потоа после кога го завршив факултетот имав живеев малку во Холандија на покана од мојот професор Акилес Делвин, кој што ме слушна на една аудиција и рече може да добиете стипендија, специализација во Ротердам на тој конзерваториум и бев пресреќна, отидов, стварно преубав
да кажам, краток престой имав таму, затоа што пак тогаш почна војната во Југославија. И така, навистина беше... беше... бележани со тие моменти. Да, навистина беше, тој период не ми е баш така, мислам, се вратив и повеќе не можев да се вратив во Југославија така, и не можев да се назад. вратам затоа што верувајте, значи картата кога дојдов, картата ако беше да кажеме 6000 денари, еве денес, таа секој ден се качуваше 20.000, 30, 50, 100.000, на крај беше невозможно да се врати човек по нормален пат и многу од бивша Југославија мои колеги отидоа како азиланти. Јас така мислам, не знам дали соодветно и многу добро одговорив на како да биде, меѓутоа би сакала еден апел, значи да, треба да сме со талентите и малку построги, затоа што тие секогаш се многу по слободни во се и меѓутоа треба да се знае мерката до каде да се оди, да не се скрши тој талент, зашто тогаш е многу тешко. Еве овде, потоа ќе споменеме и некој ме интересира исто додека учеше, ама тоа потоа ќе те прашам, нели секој дело си бара своја посебна техника, посебна емоција во свирењето, не исто да се свири Лист или Шопен или нели? Сега вели секој пианист дека има свој, например за екстремна техника е за Лист карактеристична, лиричност, емоција, Шопен, Аргерич како пианистка, енергија и брзина. Мене ми е прашањето дали еден професор може да те научи на сето тоа. Ти велиш не. Така, нели не може еден професор да ти каже и емоција и техника и Не, сите сме ние различни. Тие имиња што ги спомна Марта Аргерич е една жива легенда, која што кај неа не постои технички проблем воопшто. Да кажеме, јас имав час со Антон Диков, прекрасниот Антон Диков, професор од Софија, пианист, исклучителен пианист и ученик на Артур Рубинштайн. Му свирев Прокофиев, мимолетности, неколку мимолетности се сеќам. И му викам, професоре, имам проблем, да ми објасните како треба ова да го отсвирам за да биде подобро. И тој мене ми вика, Данче, аз не знам. Како викам, аз не знам, вика, какво да ти казвам. Аз, вика, в живота си нямам никакъв проблем. Значи, роден без никакви... Просто, вика, не знам. Не знам како да го објасни тоа. Не знам како да го објаснам, да. Значи, да, природна рака, природна пластична рака, брзи нервентни прсти и така натаму. Ама сичко е наред, нямаш, вика, проблем. Какво? Твој проблем в главата, вика. Слушај се и така. Имате, потоа да кажам, пак ја спомнам, Жени Захариева, исклучителен исто професор мој, кој што ја сретна во Брисел на еден мастер-клас. Фантастична во смисол на самодоверба и на вежби за раце, како да се откочиш, како да ги развиеш зглобови, како да размислуваш брзо, како да се слушаш една француска школа, а ученик на Татјана Николаева од Москва. До ден денес некому може ќе каже, значи би одела на часови. Уживам од секого да учам. Дури и од мои колешки или колеги, еве, понекогаш кога имам концерт, да, ги една мала, мислам, аудиција, да кажам, ќе поканам човек кој што знам дека добро слуша и дека барем ми е приближен на мојата, нели, уметничка релација и да му отсвирам. Од секого може да се научи нешто. Меѓутоа, секако, тоа се и покрај тоа што, например, и самиот Рубинштейн вика, јас воопшто не вежбав. Јас сум роден као по 2-3 сата, нешто како не вежбал кога он по 12 сати свирал на брод, свирал постојано. Така да треба да се, значи, пак ќе кажам, вежбањето и самиот уметник или треба да дојде до својот инструмент сам да си ја најде својата најдобра положба. Затоа што ако видиме каква рака имам јас, нели, таа не може исто да биде како мало раче, нели, да кажеме, секако
друго. Но главно треба тоа што го реков претходно, секогаш да го развиваме нашиот слух, еден од најважните алатки за да бидеме добри музичари, нашиот слух и да пееме како еден вокалист. Како беше зборот за колкав домет имате? Имаше еден збор. Распон, распонот, да. Ама имаш... Имам јас децима, а не знам кој беше, имаше не Рихтер, него еден Оскар Питерсон, мислам дека имаше 11. Тоа е уште толку, мислам. Може да замислиш 11. Да, кога бевме мали, стално вака ги ширевме прстите и сите рекаме, јас имав поголем распон, знаеш, мислам, као некој дострел тоа. Детска работа. Еве сум ги запишал Артон Рубенштайн секако, Марта Аргерич, Даниел Баренбоим. Јас се секам многу на Евгени Кисин, детето кој што беше, не знам, од многу мал. Како не, и тој ми беше еден од убавите имиња, Иво Погорелич. Тоа се посебни деца, да. Сакам да те прашам, колку од сите нив подкраднуваше? Многу се учи. Затоа јас на моите ученици ги учам постојано да слушат музика. И да гледаат, и нека гледаат. Да. Мислам, сега на крај печатот треба да биде твој. Значи, затоа што се додека не сме оригинални, нели, кога копираме нешто, на крај може да излеземе и смешни. Меѓутоа, додека реков пак ученикот помал, треба да се работи во рамките на една школска образовна програма и нормално со, да кажам, специјална за посебни талентирани деца, кои што се многу понапред од останатите, а понатаму, кога ќе се завршат сите тие образовни институции и школување, мислам дека посебно кога ќе си сам на сцена, мислам дека веќе не те интересира апсолутно кој што ќе каже и можеш да свириш како што сакаш. Сега тука можеш да добиеш и добра критика, можеш да добиеш и како и за се недобра, друго, нели? но кога ќе кажам како сакаш, сепак тоа треба да биде во рамките репродукција на самиот уметник кој што го напишал тоа, а за да го репродуцираш треба да знаеш уметност од типот историја на уметност, ликовна уметност, поезија, вајарство, кипарство, се. Значи, музиката е врвна уметничка дисциплина. И таа мислам дека е најубава уметност од сите уметности, нека ми простат останатите гранки. Една од јас сметам дека музиката е можеби најврвната уметност од сите. Без разлика дали станува збор за инструменти или за гласот како инструмент, што спомена сопрани, тенори и се. Гласот е посебна приказна. Да, тоа е посебна приказна. Како солист имаш настапувано, нели, полурецитали, рецитали, целовечерни концерти, мноштво. Низ многу европски земји, низ светот, дури и САД, во Соединетите американски држави, и Малезија, и Косово, и Италија, Германија, секаде. Но и како солист на Македонската филхармонија и на Видинската филхармонија на Бугарија. Ти велиш дека кога ќе излезеш на сцена можеш да си ти и да го изразиш се тона, ма во рамките на дали е тоа Лист, дали е Шопен, дали е нели кој уметник го напишал делото. Каква е Даница кога ќе излезе еве вака како што си овдека прекрасна на фотографијата зад нас? Па јас колку имаш трема, колку имаш... Да, значи јас имам многу трема додека да излезам. Јас не можам јас сум имала проблеми, во Истанбул ми се деси тоа. Мислам, добив голема критика од менаџерот, мислам, организаторите, затоа што беше, например, 8 часот. И јас во 8 си отвори врата и излегов. Јас не можам да дочекам да излезам на сцена. Тоа е, а после уживам. Сега, нормално, имате и концерти каде што сте понапнати, понервозни, зависи. Ако сте патувале, како сега патуваш 24 сати со авион, треба да слеташ са бајле и во 5 попладне се вириш. Мислам, тоа секој не го може.
тоа е таа моја трема. Значи, од 20 чекам да излезам на сцена. Значи, никако да... Калма. Што треба, ќе почекаш 8, 8 и 5, 8 и 10. Ние која ќе те викнеме тогаш, кога ќе отвориме ние врата. Каква сум на сцена? Јас сум многу емотивна. Мислам, сакам многу емоции, многу сакам музикални луѓе. Јас не сум совршена, сум во перфекционист сум за многу работи. Меѓутоа, во музиката перфекционизмот не ми представува нешто многу и не се воодушевувам многу на тие мали, посебно од Азија, да кажам, дечиња, кои што ги пуштаат на сцена и кои што свират феноменално, како да се реинкарнација на некој што току починат гранде, да кажам, пианист. Меѓутоа, не можам да простам на уметници кои што не пеат и кои што не музицираат и кои што не кажуваат своја приказна. Мене секој концерт ми е приказна. Значи, приказна. Секогаш нешто раскажувам, секогаш сакам да допрам до луѓево. Можеби немам понекогаш толку голема прецизност за некои дела, иако се трудам да биде тоа и мораме сите да бидеме совршено, нели рековме, меѓутоа и да нема прецизност, и да има некој фалш, и да има некоја мемориска грешка, нели човек си, продолжуваш понатаму. Но после тоа кога ги видам луѓето кои ќе дојдат и ќе кажат Данче, просто допре нешто во себе, внатре што јас не сум знаела дека во мене тоа постои. Да се наежиме додека да слушаме. Да, значи нешто внатре се замислувам и се тоа се луѓе најверојатно кои што може да почувствуваат. Можеби некој ќе каже воопшто не ми се допаѓа како свириш и тоа е људски, зошто да не, мислам, тоа е човечно. Јас сум многу... Добро, не може да каже некој дека не знаеш да свириш ако не се разбира од музика, тогаш тој коментар не е. Не. Како го правиш изборот за програмата за еден концерт во склопот на таа приказна, нели? И тоа е исто многу важен детал. Да. Значи, кога ќе го склопите програмот, тогаш слободно вежбате, убаво. Се додека немате програм кога лутате, добро ќе земам ова, не, ќе го ставам ова, секогаш вежбањето ви е така, со прашалници. Но ќе го склопите програмот, веќе почнува вашата приказна. Од моментот кога ќе го склопите програмот. Секогаш на мојата, значи секогаш на мојата програма првенствено се македонските автори. Значи, секогаш има по едно или две дела од македонските автори. Тоа ми е, да кажам, уште на времето, кога бев, како да кажам, волонтерка да вртам страна на сите кои што ќе дојдоа во Салон 1919 Kids. Данче вечер има концерт, ќе свири Торма, да кажам, Гоце Коларовски суитата Опус 7, ти единствено ти можеш да вртиш ноти. И така кога ги слушав големите пианисти, како се ги свират своите дела од своите земји, па и некои од нашите дела, например, тогаш, зашто јас спомнав Торма, тогаш прв пат ја слушнав во нејзина изведба на Гоце Коларовски свитата и јас се заљубив. Јас не само што се заљубив, јас се просто полудев и реков ќе ја свирам оваа свита, ама не сега во овој момент. И ја свирам дури од последните години на моето средно училиште. Можеби не цела, прво прелудиот и па втори, трети, четврти став и така натаму. Доста имаме голем избор од кога го спомнав Гоце Коларовски, Благој Ивановски, Томислав Зографски, Јана Андреевска од младите, Благоја Цанев, Валентина Велковска, Ана Пандева, Дарија Андовска, мислам Властимир Николовски, кој што сега 100 години, великиот Властимир Николовски, Тома Прошев, прекрасниот, кој што исто многу го обожавав. Тој беше еден голема широка душа. Мислам, од негото катина и делото интермецо или како така, мислам се викаше. Кога го спремав со ученик, викам, професоре, да ми кажете како да го
Данче, јас да ти кажам. Ма немој, молим те, само ритмично и певливо. И ти феноменален. тоа, Да. Имаме прекрасни, значи секогаш кажувам македонски, а плюс значи секако сакам да има некоја романтична нијанса, нели емотивна, и класична и барокна пиеса секако, но тоа треба да биде споено од самиот почеток, да имате една голема динамика и фантастична завршница. Значи треба да почнете така, нели, по-калма, што би се рекло, по-тивко, по-ненаметливо и после завршницата да ви биде динамична и виртуозна. Даница, при изборот на облека, претпоставам и е исто битен момент, затоа што нели како изгледате. Тоа ми е едно од најбитните. Дали од старт знаеш што би носела? Да, нели? Да. Размислуваш и на тоа. Па мене халините ми се, како да кажам, дел од програмот. Така. Ако може да има композиција, каде е местото на Даница жената Станилов. уметник? Слушни, немаме уште премногу време, некако многу брзо ми одлета времето со тебе, додека не сум заборавил, би сакал да ти подарам една нова книга, превод. О, благодарам. Така сте дива Еве, едиторија. јас нема да заборавам, ама повели еден носеч на звук од мојата, да, ризница. Преуа, Бах, Лист, Шопен, Аврамски, Зогревски, Андреевска, ете, Да. со македонски автори плюс. Шопен секако. Со Шопен сум поврзана доста. Ноктурната и... на Шопен се... Да. Се. Шопен е Кој ти е единствениот... омилен? Види, јас и напишав книга за Шопен, поетот на музиката. Да не заборавиме тоа и да па не не, заборавиме дека си професорка по, иако веќе спомена, нели беше директор на училиштето, музичкото училиште. Што ти смени и направи? Знам дека воведе пролетен концерт. Најмногу, значи тој дел, сега од ова перспектива, ми е со голема радост се сеќавам на тој период. Иако веќе скоро година и пол две не сум директор, а додека бев директор, можам да кажам дека еден од најпеколните периоди ми е. Зошто? Затоа што сметам дека секој уметник треба да оди на посебна обука за администратор. Тоа е административна работа и тука ако немате добра администрација, тешко да ќе поминете. Меѓутоа, што направив јас, барем она што го кажуваат моите колеги и ученици и луѓе, и покрај сите можеби работи кои што еве ќе кажем административно биле добри или недобри. Направив уметничка друга боја. Уметнички, како да кажам, хаштаг ние сме луи. Што значеше тоа? Тоа значеше дека Македонска филхармонија салата не била никогаш преполна, големата сцена. Никогаш не била пополна. Никогаш кога зборувам за концертите на филхармонија, концертите на опер, значи никогаш пополна отколку и никогаш поголем аплауз. Тоа концертите беа снимени на ТВ Наша, така да мислам дека уметничкиот го излегна премногу. Да. Како жири кога работиш, што ти е битно заедно? Рече малите деца кои што свират совршено, не ти значат толку затоа што Не во тој контекст, меѓутоа многу се, нели, сакав да издвојам дека музиката за да биде инспиративна и да дадеш повеќе мораш да имаш experience, мора да имаш мудрост и искуство. Така. Тоа ми беше поентата, дека тие не се интересни, во тој смисол ми беше, совршени. Значи, кога седам во жири, кога сте во жири, значи тогаш друг е пристапот. И секој ден кога оди на надпревар треба да биде сигурен дека таму е со извинење како на конски трки. Или сте победувате или не победувате и дека таму стварно таа совршеност, перфекционизам, па дури помалку душа, меѓутоа тоа мора да биде се точно отсвирено. И така натаму, нели да не зборуваме, не треба секој да добие прва награда. За жал, во последните години кај нас се направи, се искомерцијализира тоа, посебно во Македонија. Не може во секој град да има по два меѓународни дури на превари. Тоа е многу... И таа комерцијала доведе до тоа да овие најдобрите бидат сплотени со
истовремено, да кажам, сите што учат, што свират клавир на некој начин. И така луѓето мислат дека секој што ќе оди на надпревар треба да добие прва награда. Не, никако. Баш напротив, треба да се добие една прва, да кажам 2 втори, 3 трети и другите да бидат пофалени заради тој успех кој што стигнале до таа сцена и да се радуваат на тоа и да дозволат еднаш да кажеме дека стварно Симон Трпчевски е единствен. Не можеме сите да бидеме Симон Трпчевски, нели? Ете, тоа е таа разлика, сакам да кажам. А не дека сонцето не грее сите. За сите има сцена. Точно. Тие што свират, ќе свират. Тие што не свират, може да бидат со милион први награди, Нема да на крај ништо нема да направат. Даница, ова беше преголемо уживање, имам уште 25 прашања што сакам. Јас имам уште 40 години да раскажам, само не прекратувај. Морам да те прекратам. Ама ти ветувам дека ќе зборуваме уште еднаш. Јас со тебе имам уште многу да си позборуваме. Што ќе ни кажеш за крај? Значи имам за пијаното, сакав да позборуваме и за кои видови пијано. Што е за тебе пијаното и за крај што би ни кажала и ќе морам да одјавам програмата. Пијаното, пошто претходно спомна, значи јас многу го сакам Безендорферот и сум наклонета кон Безендорферот најмногу, меѓутоа во последните години и Стенвеј. Значи како мала повеќе сакав Безендорфер да настапувам. А инаку ние сме во Македонија претежно пазарот, мислам, не пазарот, него сцената, ние со Петров, да кажам, во училиштата и така натаму, да. Што е за мене пијаното? Значи, пијаното е љубов, пијаното е поезија, пијаното е мешавина од многу бои, пијаното е универзум, пијаното е мудрост, пијаното е, како да кажам, една етика, еден хуманизам, една емпатија кон се она што се вели ритам, а ритамот е начин на живење. И ако вашиот ритам не е поврзан со сите овие атрибути претходно речени и кажани од моја страна, тогаш не можете да бидете она кон што се стремам барем јас и на кој што ги учам моите ученици, а тоа е да бидеш добар човек и чесен уметник. Чесен. Ти благодарам многу, беше уживање. Морам да одјавам програмата. Благодарам. Ќе се видиме во наредна. И мене ми беше уживање, уште еднаш сакам да се заблагодарам и да ги поздравам сите твои гледачи на Трафика и да ти посакам уште многу успешни изданија. Ти благодарам. Беше вечерва со нас Даница Стојанова, пијанистка и професор, да се пренесат љубовта и посветеноста од сцената на часовите по музика е нешто што навистина изискува огромна дарба. И да се продолжи таа љубов со секоја нова нота на новите генерации уметници е уште поголем предизвик да ја сакаме музиката и да ја пренесуваме на помладите генерации секој ден до следната емисија на Трафика. Имајте убави денови.